Ке успее ли албанската опозиција да го блокира изгласувањето на законот за одложување на пописот? Коалицијата на Гаши и Села е цврсто на ставот дека пребројувањето на населението не треба да биде одложено. Најавија дека нивните 12 пратеници ќе гласаат против донесување на овој закон. Велат дека преку Бадентеровиот механизам ќе го спречат одложувањето на пописот. Алијансата за албанците алтернатива има механизми тоа што го велиме да го тераме до крај. Без разлика што договараат двајца лидери на политички партии, ние имаме механизам преку Бадентеровиот механизам да спречиме донесување на било каква промена или одложување на законот за попис. Пописот треба да продолжи и никако не треба да се одложува. Аргументите, пандемијата и така натаму, мислам дека не стојат, бидејќи процесот на попишување не е поризичен од ова пресконференција кој ние денеска ја имаме тук. Законот процедурално треба да се гласа со мнозинство од гласови на присутните и Бадентер. Ако не годуваат само Алијанса за албанците алтернатива, а другите пратеници кои се представници на останатите малцински заедници, дадат поддршка за изгласување на законот за одложување, тогаш Бадентерот на партиите на Гаши и Села нема да им помогне. Се поизјасно е дека нема да обезбедат доволно пратеници за Бадентерово мнозинство. Оти партијата Беса е во коалиција со СРСМ, а ЗАЕФ е за одложување на пописот, а зелено светло дадоа и од ДУИ. Имајќи го предвид бојкотот на опозицијата, нивното оспорување на процесот на попис, блокадата на собранието, започнувањето на вакцинацијата и имунизацијата на населението, како и јавното здравје, пролонгирањето на пописот за резидентните жители на Македонија од месец април до месец септември оваа година представува правилна и правична одлука. Дел од помалите партии пак делумно се согласуваат со одложувањето на пописот. Партијата на Апасиев, но и на Павле Трајанов го поздравуваат договорот на ЗАЕФ и Мицкоски. Законот за одложувањето на пописот треба да биде преточен во текст денеска на владена седница, а потоа да се испрати во собрание. Министерот за правда Маричик вели дека законот ќе биде со европско знаменце, односно скратена постапка, оти така и бил примерно донесен. А со тоа се оневозможувало поднесување на илјадници амандмани и блокади.